Сакам да реагирам процедурално заради тоа што вакво однесување на председател на комисија не било познато никогаш досега, заради тоа што вие, почитувана председателка на Комисијата за образование, овде се однесувате како да сте на политички митинг. А ова воопшто не е дозволено, заради тоа што вашето обраќање, односно вашата реплика на говорот кој што го имаше нашата колешка, беше реплика. Значи, вие реплициравте и во исто време не дозволувате таа да ви врати на тоа што изнесовте одредени навреди и одредени злоупотреби на вашето столче на кое што вие во моментот таму седите. Значи, треба да бидете подеднакво тука за сите нас како пратеници, а не да застапувате одредена страна, а ова се случи во моментот на оваа комисија. Значи, сите ние имаме право да реплицираме, особено кога вие ќе изнесете вакви неточни работи, вакви невистини, а од друга страна да ја испревртувате вистината во очите на јавноста е многу, извинете така што ќе кажам, меѓутоа неумесно од ваша страна, заради тоа што македонската јавност, целата македонска јавност во моментот будно го следи сето ова што во моментот се случува во собранието, а особено во образованието. Затоа мислам дека е навистина срамно на ваков начин да се однесувате со нас како со мали деца и тука да кажувате невистини. Зошто ја свикавте вие таа јавна расправа, доколку не се потребни никакви заклучоци или доколку ние не треба да ги усогласиме нашите ставови? Затоа што не сте спремни да ставите во забелешка, во записник, одредени работи кои што се контра вашите убедувања или убедувањата на министерката? Значи, сите сме овде со една цел – нашите деца. А нашите деца секојдневно страдаат заради тоа што во моментот министерката за образование не била спремна да дојде да слуша и да прифати одредени забелешки. Значи, оваа седница, јас лично сметам дека треба и да се одложи се додека не дојде министерката и да се симне на ниво на кое што треба да биде и да биде присутна тука и да ги слуша нашите забелешки, заради тоа што таа не е присутна за никакви средби. И сметам лично дека треба да се одложи оваа комисија се дур таа не биде присутна. Заради тоа што овде сме сите со една цел. Образованието на нашите деца, сите сме родители. И ова е на прво место. А не некакви патувања или одложувања. Или вчера слават заради тоа што стана одредени функционери во вашата партија. Вие зборувате политички, а ние треба да молчиме, така ли? Вие зборувате цело време политички, а ние ќе си молчиме тука. Нема да молчиме. Нема да молчиме.